Додека светот зборува за вештачка интелигенција и роботи, младите во Македонија веќе ги создаваат. Во лабораториите на Финки, студентите не само што учат, туку експериментираат, дизајнираат и самостојно програмираат сопствени роботски системи. Лабораторијата за интелигентна роботика постои од самото основање на Финки и тука изведуваме разни експерименти во врска со наоѓање на извес од лавиринт, например, или пронаоѓање во непознат простор, снаоѓање. Исто така за интеракција помеѓу роботот и човекот. Инаку, предметите од областа роботика се задолжителни на насоката компјутерско инженерство и обично околу 50 на студенти дополнително од други насоки ги бираат тие предмети. Студентите сами си купуваат резервните делови од кои што ги склопуваат роботите. И нашите студенти се најпаметни, најснаодливи, измислуваат секакви разни дизајни, експериментираат, учат основи на механика, основи на автоматика. Меѓу сите проекти, најголемо внимание привлекува роботското куче Феликс, кое е символ на новата генерација технологии. Нашите студенти активно учествуваат во програмирање на кучето, затоа што кучето располага со многу сензори, како што визуелен, така и со надворешни сензори кои што вклучуваат жироскоп, акцелерометри и такви сензори кои што детектираат пречки во околината. И посебно она што нас не од интерес е визуелните сензори, односно камерата која што кучето ја поседува, па со различни алгоритми кои што вклучуваат вештачка интелигенција пред се, нашите студенти успеваат да му дадат на кучето различни задачи кои што кучето понатамо ги извршува во рамки на нашиот кампус, при тоа вклучувајќи движење на различни терени, кај што баш движењето со тркала би представувало, да речеме, ајде некаква пречка. Со помош на камери и алгоритми за вештачка интелигенција, роботот се движи, препознава и извршува задачи токму како во научна фантастика. Во рамки на предметот основи на роботиката и во другите имаме вкупно 4 предмети кои се поврзани со роботика на факултетот. Нашите студенти, како што можете и денес да видите овде, дел од изработките изработуваат покомплексни роботски системи кои што вклучуваат роботски раце кои што се наменети за сортирање, препознавање на различни предмети. Понатаму изработуваме дронови кои што се опремени со различни камери и сензори за некакви снимања кои што можат понатаму да се аплицираат како за следење на различни состојби на површината на земјата, така и примена да најдат во рамки на прецизното земјоделство. А зад секој од овие проекти стојат млади луѓе со идеи, трпение и часови работа пред компјутер и во лабораторија. Овој робот е демо за како би изгледал еден вистински робот за собирање на предмети од земја. Поточно би можело да му се најдат различни примени за собирање на предмети на ѓубре или на некои играчки во дом или така покрупни предмети. Но патот до функционален робот не е секогаш лесен. Најмногу чекавме да стигнат деловите, а при склопувањето имавме проблеми со некои од моторчињата, па требаше наново да ги нарачаме. Комбинацијата на софтвер, хардвер и креативност создава иновативни решенија, дури и со помош на 3D печатење. Идејата на овој робот беше комбинацијата помеѓу компјутерската визија, хардверот и софтверот, кои заедно се синхронизирани да работат. Со помош на камерата која ќе ја видите на самиот робот, таа препознават лик, кој потоа се прати, камерата испраќа сигнали до самиот хардвер и се испукуваат сунгеристи стрели. Сакавме да научиме нешто повеќе од самото кодирање кое што ни го налага самиот факултет, туку и различни хардверски вештини кои што можеме да ги искористиме во иднина некогаш. 300 часа работа, десетици компоненти и една цел – да се оттурнат границите на можностите. Ово е робот контролиран со виртуелна реалност. Комуникацијата помеѓу роботот имаме комплет за виртуелна реалност, која што работи на програма на компјутерот и преку локална мрежа му испраќа команди на роботот и назад му враќа добиваме видео проток. Видео снимка што
ја користиме за да се осеќаме дека ние сме во роботот. Македонските студенти покажуваат дека иднината не се чека, туку се создава. Со знаење, упорност и визија, роботиката веќе не е далечна реалност, туку секојдневие што започнува токму тука.